Доиран е мало градче, град со најмалото езеро во Македонија, но град со многу имиња и богата историја. Откривањето на мистичноста на градот почнува од рано утрината. Сонцето најавува убав топол ден во јануари. Со новиот ден се слуша будењето на езерото, птиците. Од секојдневното зимско сивило, овде се будите во топол јануари, а покрај вас мирно езеро. Полин, Поленин, Полјанин се имињата на Доиран. Во ова мало градче живееле уште во 5 век пред нашата ера. Ја населувале пајонци. Живеалиштата не биле на копно, туку на самиот брег од езерото во дрвени колеби заградени со трска. Рибите биле главната храна, на копно оделе само со кораби. Биле многу вешти во управувањето, заради што најчесто издвојувале победи над освојувачите. Доиран бил град и на римјаните, турците. Кој дошол не сакал да замине од убавото и лековито езеро. Од историјата на Пејонското езеро, денеска Доиранското, неговите бои, оригиналниот начин на ловење риби, мандрите во водите, е вечна инспирација на доиранскиот сликар Мирко Узунов. Неомилено негово дело е приказната за Доиран. Тажната приказна сликарот ја прецртал на платно. Навлегување на турците на овој дел, односно бегот кога влегол во Доиран, тогашен Полин, видел многу убава мома по име Доирана. Не знам како се вика, меѓутоа била многу убава. Тој се улогорил северно од населбата Полин, меѓутоа пратил своји аскери да го пребарат целиот Доиран, да ја најдат момат Доиран и да му ја однесат во логорот. Тие го пребарале целиот Доиран. Дури предпоследната куќа ја нашле убавата Доирана со мајка им и почнале да ја носат кај бебот, кај што бил влогорен. Меѓутоа, таа, кога видела дека оди кај бегот, кај местото Нов Доиран, патот е многу близко до езерото, рекла да ја ослободат, да ја одврзат раците и нозете, бидејќи ја болат од врзаното, и тие ја послушале, не ја ослободиле, меѓутоа таа наместо да оди, паѓа се фрла во езерото и се одава. Тие на бегот му рекле, не знаеле никој да плива, не ја спасивме, не знаеме да пливаме, се удави. По нејзиното име се претпоставува дека се вика и Доиранското езеро. Но ова не е единствената приказна за името на градот. Професорот раскажуваше за секој што доаѓал, како убавиот град добивал и ново име. Инаку Доиранското езеро порано се викало Пејонско езеро. После тоа се викало Празијаско езеро. А Доиран, најверојатно името на Доиран потекнува од турскиот збор Доиран, што значи пренаситен, пренајаден, пренапиен. Односно, 1371 година Евренос бег со својот баталион, после Маричката битка, освојува територии на овој предел, меѓу планината Беласица и Круша. Била ноќ студена, езерото замрзнато, покриено со снег и бегот со целата војска доаѓа во градчето Полин. Кога дошол тука, челниците на градот му рекле дека заминал со аскерот преку замрзнатото езеро. Тој бил изненаден, бидејќи се чудел пред тоа одам по поле без ни едно дрво. Во
во знак на благодарност што Аллах ги спасил, наредил 3 дена гозба. Гозбан по турски се вика дојурмак. Се смета дека од тој збор, меѓутоа, најверојатно, кога бегот ги прашал аскерите, дали се најадени, напиени, тие рекле, ао, пресити сме, пренајадени, пренапиени, презадоволни од гозбата, тој збор по турски се вика дојран. Најверојатно, од тој збор и го добива името дојран. Во домот на Узунови е вистинска галерија. Нема место над зидовите. Преполни се со слики од родниот град на Узунов. Од едниот до другиот кат се симнувате по полека. Секоја слика ве застанува. Вечна инспирација ми е Дојранското езеро. Мотивите дојрански се прекрасни. Рибарите, мандрите, колибите, птиците, сето тоа е присутно во моите платна. И јас најчесто ги сликам нив. Покрај тоа сликам мртва природа, по некој портрет, меѓутоа најголемо задоволство ми е кога сликам мотиви од Дојранското езеро. Во Дојран веќе се подготвува нов проект. Некогашните мандри, рибарските куќички повторно да заживеат, корабите повторно да пловат по езерото, да се врати белегот на градот, единствениот начин на риболовење со птици. Дојранското езеро е исто така познато по уникатниот начин на рибарење. Од најстарите времења локалните жители ја користеле трската на најразлични начини, вклучително за рибарење. Големи количини на трска се користеле за правење на специјални стапици за риби, со различна форма, дизајн и големина, мандра, насека, фунта, така ги нарекувале. Рибарите при тоа ловат водни птици, на кои им се сечат примарните перија и ги чуваат близу мандрите. Овие птици всушност се користат како гоначи на рибата во рибарските стапици. Ваквата стара техника за рибарење е многу ефикасна, бидејќи само од една мандра на ваков начин може да се уловат од 20 до 30.000 килограми риба. Приказната за мандрите не би била интересна, ако не ве прошетаат по езерото. Невообичаено облечени во зимска облека, заедно со рибарите од Нов Дојран, се качивме на стариот кораб. А Мите со задоволство и посебна гордост веслаше кон некогашната мандра. Тоа е зачитоците на самата мандра, на самото градување на простор, каде што рибата се става во некој тесен простор, од широчина да може полесно да се лови. Со тек на време, во Дојран мандрата е усовршена, така да сега мандрата представува веќе една целина од светот повеќе активности, од повеќе работи, каде што е опатено и заштита на рибниот фонд, каде што се опатени и заштита на птиците и искористување на самите птици за потребите на мандрата. Мандрата е сплет на работа и работа активности заедно с човекот и птицата корморан. Клучниот фактор покрај човекот е птицата корморан, која ги собира рибите од цело езеро и ги носи према мандрата, каде што таму човекот не им дава приступ и ја чува истата риба. Исто така корморанот е важен во самиот процес на собирање на рибата од мандрата, која тој е ограден простор, некаде од 8 декари место, се преградува на помали парцели. Од тие помали парцели рибата се носи се во потесен простор и потесен. Така да доаѓа во еден простор, котиц, кај што го викаме ние, од кај се зима рибата. Доколку не се кормораните, мандрата не би постоела. Исто и доколку нема кој да ја работи, и кормораните за овде пак мандрата нема да постои. Значи, тоа е заеден спред на работа помеѓу кормораните и човекот.
кормораните не беа на езерото, денот бил премногу топол. На помош на рибарите долетувале кога било поладно. Тука видовме многу други птици, но најголеми пријатели на рибарите остануваат кормораните. Во овој спретно околности, како што сега времето, а кормораните не може да работат, затоа што вегетацијата на езерото е се уште бујна и зелена. Корморанот може да работи тогаш кога треба да ќе изгине и да ја најде рибата. Сега за жал не може да најде и не работи, затоа корморанот сега оди кај што има јадење. Никој не седи гладен, па најверојатно и корморанот не ќе гладен. Мандрите во Дојран нема никој што не ги споменува. Со оригиналните водни рибарски куќички, Дојран може да биде единствениот град како некогаш кога сите туристи од минатото ги оставале со длабоки спомени од Дојранското езеро. Дојран пред Првата светска војна броел околу 18.000 жители. Во војната бил разрушен. Спомени од времето кога Дојран бил центар во Егиот, потсетуваат објектите од турското време, Саат кулата, Шеовата чешма и секако турската бања. Во Дојран овие споменици не ги забораваат жителите. Саат кулата се обновува, повеќе од половината е направена. Оваа камена тврдина ги издржала бомбардирањата во Првата светска војна. Турската бања била главната атракција за сите жители. Додека работела бањата, главен муабет бил кој ден е за жени, а кога ќе одат мажите. Мештаните се надеваат дека еден ден бањата повторно ќе работи. Најискористлива е Шеовата чешма. Таа се наоѓа во стариот Дојран, под Саат кулата. Тука е најладната и најчистата вода во градот, ни раскажа сликарот Узунов. Во топлото дојранско лето, туристите уживаат во вкусот на студената вода. И за оваа чешма се раскажуваат приказни дека токму оваа чешма не ја затворила убавата девојка Дојрана, кога потрчала по низиното момче и водата го наполнила полето, денешното Дојранско езеро. Мистеријата на овој град ќе ви ја раскажа секој дојранчанец. Во Дојран из шала вела дека најмногу дојранчан има во другите градови. Првата светска војна го променила многу Дојран. Дојран низ вековите го менувал доста имињата. Се спомнува уште во Херодот како Парсијас, па до доаѓањето на турците Добирос, од тука и Дојран, а како постаро име се спомнува и топонимот Олин, а тоа е со доаѓањето на словените на Балканскиот полуостров. Така да словените успеале да ги претопат, да ги асимилираат сите оние луѓе од повеќе националности што практично живееле во Дојран. Како резултат на стариот Дојран, сега нов у мене, е израстен и овој Дојран или нов Дојран. Тоа е по катаклизмата, по катастрофата од Првата светска војна 16, односно 1918 година, кога практично Дојран е разрушен и целото население е евакуирано и разбегано низ целиот Балкан. Така да дојранчани денеска може да се сретнат во Струмици, во Софија, во Штип, во Гевјелија, во Воландово, во Скопје може би има околу 150 фамилии стари дојранчани. Дојран е мало градче, поделен на нов и стар Дојран. Во влезот на новиот Дојран, во езерото, веднаш ќе ги видите остатоците од некогашните мандри. Овој дел од градот е рибарскиот, а стариот дел на градот е туристички. Воислав раскажува дека има мала меѓусоседска затегнатост меѓу нов и стар Дојран, но тоа не е причина и двата дела да бидат голема атракција за посетителите. Стар Дојран е доле, сега туристичка населба, а нов Дојран е сега овој нов Дојран, затоа што практично овој Дојран настанува од Дојран. Поготово тука се оние рибарски семејства, бидејќи
најпогодно место како средиште на Дојранското езеро било тука, скелето што го вика, каде што се истоварала рибата и оттока трговците доаѓале и ја преземале со кервани, се разбира, коњи, конјски коли, камили имало во тоа време, така да трговијата може да се рече во првиот или стар Дојран сега цветело. Многу резултати во културата има токму од тие трговци, бидејќи тие шетеле низ Балканот и ја пренесувала онаа култура која навистина била потребна за овој дел на подрачјето на Балканот. Па за сега не постои поради тоа што тој Дојран практично е викенд население, а оние дојранчани што се покрај самиот пат, тоа се практично дојранчани прави, како и овде дојранчани, така да ривалството се уште многу не се осеќа. Но полека, со доаѓањето и со зголемувањето на бројот на населението во Стар Дојран, почнува полека и тоа ривалство да се чувствува. Исполнета кога денот му завршува со раскажување за градот, езерото, рибарите и специјалитетите од риби. Тој живее со надеж дека еден ден она што ќе остави зад себе, децата, внуците, нема да ја заборават приказната за Дојрана. Во исцрпната прошетка по езерото, пешачењето по редестиот Стар Дојран, заменав на рибен специјалитет. Сите во Дојран со препорака дека најдобрата плескавица од крапова икра има кај убавка во ресторанот Нота. Мирисот на пржена риба е главниот мирис во кујната на тетка Убавка. Крапот е главен специјалитет и плескавица од икра. Во нашата кујна се подготвува пржена риба, печена на скара, а се прави тавче, што се пече во рерн. Таа само секој момент ја нема на, како да кажам, готова, него се порачува пред време, затоа што таа има долг процес на спремање, едно 2-3 сати, 4 се спрема и така луѓето се ја порачуваат. Специјалитетот е одличен, навистина секој мора да го проба, а рецептот сепак остана во кујната на тетка Убавка. Кавијар тоа е икра. Икра од крапот. Кавијарот се спрема на друг начин. Таа се другче се преработува, тоа е икра се на посебен начин се спрема, смеса се прави, па кога луѓето ќе порачат и се пржим. Има ли тајна во рецептот? Беше многу. Да, секако има. Секоја кујна си има своја тајна. Прашуваат за тајните на вашите? Прашуваат, само знаете како се тоа, никој не открива. Значи ако сака да пробат, може да ќе си дојдат, ќе си пробат и ќе си погодат како им одговара, така ќе си прават, ќе се спремат. Дојран се подготвува за новата летна сезона. Се реновира, се обновува игралиштето, а тиките покрај езерото ќе имаат нов лик. Дојранчани се топли и многу пријатни. Во рибните ресторани, секој со задоволство ќе ви раскаже за градот и езерото, со многу имиња и интересната историја.